Што мислите вие, до кога државата може да остане нема на професионалните војници? Па видете, ова што го слушам од председателот Александар на синдикатот на професионални независни војници е катастрофа. Значи, колку буџетот има потрошено пари, зборува за 20 милиони и повеќе, тие пари треба да се дадат на војската, знаеме дека имаат катастрофални примања, плати, се третирани катастрофално, од она ја што го знам лично, ги испраќаат војниците, ги користат, ги експлотираат, додека се млади и кој ќе наполнат 45 години, ги испраќаат во ги бркаат од работа поточно, наместо да можат да проложат и понатаму и да стекнат пензија. Значи има доста неправилности према она што ја знам лично, но ова е зачудувачки и стварно не знам што прави министерот за одбрана, исто и претходната, не знам, заборавив како се викаше жената, ќе ме подсетиш, министер Славјанка, значи ние пред тоа беше Шехеринска и така натаму, наместо да имаме министри кои што се разбираат поточно од војската. Значи, таа може да бидат бивши генерали или активни генерали, луѓе кои што заслужуваат да бидат министри. Ние не можеме да имаме министер за одбрана со филозофски факултет. Ова е лудница. Немам против жените. Ако има жени во војска, како што има во професионалните војски, и жени кои што ќе ги заслужуваат, да речеме, стануваат генерали, полковници, така натаму, тие единствено може да бидат стварно министри. Не можеш ти министер да бидеш направо со филозофски факултет. Значи, треба да имаш правен факултет. И не само да имаш правен факултет, треба да имаш огромно искуство. Да знаеш како се следува. Жал ми е многу, но ова е катастрофа невидена. Министерот тотално Мисајловски е неспособен да ја води војската. Само за шала ќе кажам дека се фала тебе, му купиле чизми, му купиле облека, му купиле ова на војската. Треба да се даде, значи, шанса на професионалните војници да имаат многу повисоки плати, да се испаќаат дневници кога треба, дневници кога се на терен, бидејќи тие се професионални платени војници, и да се обезбеди пензија, не да ги бркаат на 45 години на улица и да ги оставаат на улици. И точно кажано, во најубавите 25 години кои ќе почнат професионалните војници со договор на дело, кој што трае 4 години, намерно е направено за да ги држат и оценуваат, во војската не можеш. Штом еднаш потпишеш договор дека сакаш да бидеш професионален војник, тоа нема што на 4 години да ти се обновува. Еднаш за стално, освен ако дисциплински не напреш некој прекршок кој што се е против законите, значи наши за во војската, тогаш војската ќе си преземи дисциплински мерки или може да те исклучи од војската, пример. Но пак ќе кажам, има многу неправилности. Председател Александар на синдикатот знае повеќе од мене, тој ќе зборува, но јас ова го слушам и се чудам и се разбира, не само него што го поддржувам професионалните војници и сите кои што се борат за доброто на војската во Македонија и во државите во светот, најмоćните држави. Војската е најважна. Доаѓа полицијата, па и понатамо после одиме судството, јавното обвинителство. Тоа е